Пекарите мајстори ја криваат цената на лебот. Ги нема никаде, а не можат да се најдат ниту за 50.000 денари. Проблемот ескалира во последните неколку, но кулминацијата е оваа година. Проблематиката што немаме работници во пекарство и во пекарската индустрија, има проблеми со развојот на пекарската бранша воопшто. Значи, ние стагнираме моментално, кадар немаме. Значи, ние се бориме да вработиме, меѓутоа младиот кадар, како што знаеме, одлив во странство, си одат младите луѓе во странство и се бориме да добиеме млад кадар. Ова е причина цената на лебот да се зголеми несразмерно во однос на цената на житото и брашното. Не би рекол дека цената на пченицата и на брашното влијае врз покачување на цената на лебот. Тоа е еден мал дел само што зема учество во производниот процес. Тука зема учество секако и другите давачки кои ги имаме, како една од главните и платите, кои веќе ги покачивме и уште ќе ги покачуваме. Цените на платите ќе влијаат врз покачување на производите. Доколку сегашната ситуација продолжи, изгледно е дека состојбата ќе биде уште полоша. Има ли решение? Решение треба да преземе самата држава, односно образовниот систем. А образовниот систем, ние ако видиме во Штип, например, во образовна установа немаме скоро никој да учи за пекар. И нашата бранша е веќе стагнира, а во догледно време може и да се намалува. Еве, можност и еден апел до образовните установи да можат да ни пратат кадар на пракса или да обучуваат кадар што ќе работи во пекари, како пекарски помошници или како пекарски мајстори. Во овој момент во државата недостасуваат повеќе од 1500 пекарски мајстори и нејасно е како нивното отсуство ќе се компензира. Дополнителен проблем е старосниот просек, кој сега е далеку над 50 години, што значи дека овие мајстори се помалку ќе ги има.